И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука, повторно сме на автоплацот Ауто Уно. Овој пат ќе погледнеме едно SUV возило, тоест поконкретно еден Volkswagen Tiguan од 2016 година со 2.0 TDI мотор, со 150 конски сили, 4Motion, значи погон на сите 4 тркала, богата опрема, тоест поточно Executive, кој што навистина има се и се што, како што ќе приметите, има и кожни седишта, инструмент таблата е дигитална, навигација, панорама, така да се има од што ви е потребно. Впрочем, и од десната страна ќе ви ги испишам малку подоцна во видеото што точно има од опрема. Во однос на возењето се приметува високото седење, значи една типична вожња за SUV возилата, што би рекол дека е одлично доколку патувате долги релации и сакате да го користите ова возило како еден вид на крузер низ автопатиштата. Ми се допаѓа и тоа што мал приказ од мапата можете веднаш да погледнете во средина, значи измеѓу обртометарот и брзинометарот. Морам да ги пофалам, групацијата Volkswagen имаат едни од подобрите инструментабли, подобрите мултимедија системи, така да одлично му прилега на овој Volkswagen Tiguan. Во однос на перформансите, оно што можев да прочитам е дека забрзувањето до 100 му е околу 9,5 секунди, максималната брзина некаде нешто малку над 200 км на час, а потрошувачката на гориво на 100 км во град е некаде околу 7 литри, што се одлични бројки и податоци. Предпоставувам дека и многу фамилии ќе бидат заинтересирани за едно вакво фамилиарно возило и ќе ги интересира багажниот простор, а тој изнесува и tekako солидни 615 литри зафатнина. Одлично се понаша при лежачки полицајци, при овие некои нерамнини на патот, добро ги пригушува, што е некоја типичност за сите возила на Volkswagen. Има тркалци и за подесување на офроуд системите, иако не верувам дека голем број од вас стварно би тргнале на офроуд патеки со ова возило. Многу мал број на луѓе тоа го прават со нивните SUV возила. Еве како што видовте, еден JSP автобус прелета низ овие лежачки полицајци, веројатно пошто не ги фаќа тркалата, или ако ги фатил па ги истрсел сите патници. Не се сега да напишеме и што конкретно има од опрема. Ќе видите од мојата десна страна. Цената на ова возило инаку е 22.900 евра. Еве од лево приметуваме и една интересна Алфа Ромео. Инаку сега се упатувам назад на кај автоплацот Ауто Уно, кој што се наоѓа на раскрсницата меѓу булевар Борис Трајковски и булеварот Србија, буквално на ќошот. Ќе го видите таму ова возило, можете исто вака да го испробате, еден мал тест да му направите, да се уверите во квалитетот и да видите дали ќе ви прави кејф. И за крај чисто едно мало подсетување, доколку ви се допаѓаат вакви клипчиња, ваква содржина, да направите
subscribe на каналот, да стиснете едно лајкче, да препорачате на некој пријател доколку е во потрага по некое SUV возило. И тоа е тоа, дечки, ви благодарам за вниманието и се гледаме во следното видео. Поздрав!